Одвоени избори ќе чинат Македонија двојно повеќе пари за мрзната држава половина година согласно изборниот законник, порачува подпредседателот на ВМРО ДПМН Александар Николовски. Тој предупредува дека нелогичноста на власта која не сака да прифати председателски и парламентарни избори во ист термин може да доведе до 3 изборни циклуси поради ризик да не се исполни цензусот за избор на председател, што би значило за кочена држава речиси 1 година. Ако гледаме од тесно партиски интерес, нас повеќе ни одговара да се изборите раздвоени. Но мораме да го гледаме и другиот, а тоа е државниот интерес, затоа што ние пред се занимаваме со јавна работа. До денес, на нашиот аргумент, дека само за месец и пол до 2 толку е разликата помеѓу председателските и парламентарните избори, нема логика да се трошат дупло средства, да се дупло ангажираат избирачки одбори и да целата држава е замрзната 7 месеци заради другите одредби од изборниот законник во кој што многу активности на државата запираат во време на избори. Според Николовски, победата на ВМРО ДПМН на изборите уште сега е јасна и очигледно е дека таа ќе биде убедлива. Но она што е клучно за најголемата опозицијска партија е таа да биде со мнозинство освоени пратенички места во парламентот, што би го отворили патот за реализација на планот за реформирање на државата кој ВМРО ДПМН го подготвува во координација со граѓаните, со кој разговара во рамки на теренските активности. Важно е од тебе зависат промените. Во постизборната реализација на овој план, според Николовски, нема да има простор за соработка со ДУИ, чие раководство е заглавено во еден куп криминални афери и скандали. Ова раководство на ДУИ за жал се криминализираше до максимален можен степен. Скоро и да нема ден во кој што нема афера во која што дел се представници на ДУИ. Секако после изборите и заради реалноста во Македонија, без разлика колку пратеници ќе освоиме, ние сме спремни да поразговараме со потенцијални партнери од така наречениот албански кампус и да видиме дали можат да ни се спојат програмите. Секако тука предност има ова што е сега така наречена албанска опозиција. Николовски потенцира дека уставните измени вака поставени во никој случај нема да поменат. Измени под бугарски диктат вели нема да има ни пред ниту по изборите затоа што тоа е уцена и понижување на Македонија. Тој предупреди дека Бугарија мора да го испочитува владењето на правото, да ги почитува одлуките на судот во Страсбур во однос на македонците во Бугарија, да даде јасни гаранции за македонскиот многовековен идентитет, но и да демонстрира дека нема да има натамошни условувања на евроинтеграцијскиот пат на државата.